Во Проповедник пишува вака, во книгата Проповедник. Се има свое време и секоја работа под небото има свое време. Време кога ќе се родиш и време кога ќе умреш. Време кога садиш и време кога го корнеш насаденото. Време кога се убива и време кога се лекува. Време кога се урива и време кога се гради. Време кога се плаче и време кога се смее. Време кога се тагува и време кога се игра. Време кога се разфрлуваат камења и време кога се собираат камења. Време кога се прегрнуваш и време кога се одбегнуваат преградки. Има уште неколку активности или процеси во животот кои што проповедникот вика има време и за тоа и за тоа. И кога проповедникот вели дека има време за една работа, за друга работа, некој цело време дава контрасти. Време кога човек се раѓа, време кога умира, има таму еден момент кај што вика време кога се сака, време кога не се сака, време кога се прегрнуваш, време кога одбегнуваш преградки и така натаму. Поентата мислам дека му е да каже дека нашиот живот е збир на процеси и активности и некои од тие процеси и активности не можеме да ги избегнеме. Едноставно, време кога се умира, време кога се раѓа човек и време кога умира, нема бегање од тоа. Време кога се плаче, нема бегање од тоа. Време кога се смее човек, и од тоа нема бегање. Поентата е дека животот е збир на сите овие процеси, на сите овие активности и секој процес, секој од овие активности кои што се набројани, има многу повеќе, си има своја важност во животот. Си има своја вредност во животот. Има вредност во смеењето, ама и како има вредност и во тагувањето. Бидејќи па на друго место проповедникот вика подобро некој па да отидеш во куќа кај што има тага и плачење, отколку во куќа кај што има смеење. Зошто? Бидејќи тагата ќе те научи на некои работи кои што смејате никој пат нема да те научи во животот. И на нас останува, кога ги читаме овие стихови, кога размислуваме во контекст на овие стихови, да препознаеме зашто е дојдено времето во животот, во кој период од животот си сега, во кој период од животот сум сега, дали е време за ова или време за она, да го цениме тој период и ако може така да кажем со Божја помош да го извлечеме најдоброто од тоа кај што се наоѓаме сега моментално. И во последниот пат кога размислувавме за пророкот Илија, размислувавме за тоа, односно завршивме глава 17. И чисто онака да ве потсетам на контекстот е следниот, дека пророкот Илија отиде кај царот Ахав и му рече од сега натаму во Израел нема да има ниту дожд, нема да има ниту роса, се додека јас не кажам поинаку. И си отиде од неговото присуство и пророкот ги помина отприлика следните 3 години во изолација. Кога му ги кажа овие зборови на царот, Бог му рече иди сега кај потокот Керит и таму ја ќе се грижам за тебе преку гаврани. Кога пресуши потокот Керит му рече иди сега кај вдовицата во Сарепта и таму ќе се грижам ја за тебе. Ама цело време Бог го водеше на некој начин да биде изолиран, да биде на страна, да не ја продолжи неговата јавна служба, ако така може да кажеме. И денеска доаѓа некои стихови кои што ќе ги читаме, кај што времето на изолација за Илија завршува и Бог му вели сега е време од тајност да отидеш во јавност и повторно да го кажеш тоа што јас имам да му го кажам на царот Ахав, а и на целиот израелски народ. Така што прва книга Цареви 18 глава. Пред вас имате Библија, може да ги земете, да отворите, да следите додека читаме. И во прва книга Цареви 18 глава го пишува следново. Вика, откако измина многу време, пак му рече Господ на Илија во 3-та година. Оди и јави му се на Ахав. И јас ќе дадам дожд на земјата. Илија отиде да му се јави на Ахав. Ахав е царот. А во Самарија настапи голем глад. И Ахав го повика Авдија, управникот на дворецот. Авдија пак беше човек кој длабоко го почитуваше Господа. Кога Језавела ги истребуваше пророците Господови, Авдија зеде 100 пророци и ги криеше во пештери по 50 луѓе и ги хранеше со леб и вода. И Ахав му рече на Авдија, тргни по земјата, по сите водни извори и по сите потоци во земјата. Може би некаде ќе најдеме трева за да си ги прехраниме коњите и маските и да не се лишиме од добитокот.
До тука ќе читаме денеска, следниот пат кога ќе ми дојде ред за проповедање, ќе ги читаме и обработуваме и другите стихови. Значи, претходниот пат завршивме со глава 17. И глава 17 е според мене еден од побогатите делови од Стариот Завет, како глава, затоа што неа многу добро авторот кој да напишал оваа книга, многу добро објаснува некои суштински аспекти за тоа каков е Бог. Кога Бог му го поттикнува Илија да оди кај Ахав и да му рече од сега натаму нема да има ниту дожд, ниту роса во земјата, со тоа ни се покажува Божјата праведност и Божјата светост. Бог го мрази гревот. И бидејќи израелците живееа во грев, Бог вика, јас мора да го дисциплинирам народот кој што живее во грев. Тоа е еден аспект кој што го учиме за Бог од оваа глава. Вториот аспект е дека се грижи за оние кои што му веруваат. Кога имаше суша во земјата, а ви сега тоа што го читавме, кога имаше суша, вика, Бог му рече на Илија, оди кај потокот Керит, нели? И се грижеше за него таму. Ама додека се грижеше за Илија таму преку гавраните, он истовремено си најде некој човек по име Авдија, кој што па се грижеше за другите пророци. Со други зборови, оние кои што му останаа верни на Бог, не патеа за оно што им беше, или не страдаа за оно што им беше најпотребно. После тоа читаме за Бог кој што се поврзува со оние, во случајот со вдовицата, се поврзува со оние кои што веруваат во неговото постоење, ама не се баш најсигурни за неговата грижа. Бидејќи вдовицата веруваше во Божјото постоење, ама на некој начин како да беше, како може во главата си мислеше дека Бог ја подзаборавил. И токму во моменти кога некој пат сметаме, Господе, кај си те нема и така натаму, се грижиш ли за мене, Бог знае да ни покаже и знае да најде начини како да ни покаже дека да, тука сум, се грижам. И токму тоа го направи со вдовицата, со нејзиниот син, кој што го оживеа од мртвите. Бог се откри како некој кој што има власт над животот и над смртта. И тоа на некој начин ни кажува каков е Бог. И сите овие настани кои што ги обработувавме од глава 17, Илија оди кај царот, потоа кај потокот Керит, во градот Сарепта, воскресението, сите овие настани беа на некој начин подготовка за Илија. Глава 17 е буквално Илија се наоѓа, ако може така да кажем, во Божјиот тренинг центар. Бог го тренира, пошто неговата најважна задача во животот се случува во 18 глава и во некои од следните недели ќе размислуваме за тоа. Најсветлата точка во неговата служба е кога буквално Илија во Стариот Завет пише повикува оган од небото. Ама пред да дојде до тој момент, Бог мораше да го помине низ одредени процеси, низ одредени ситуации за да го гради пророкот и неговата вера во Бог да биде зацврстана. Се што пишува се што е запишано во глава 17 е подготовка за глава 18. И Бог во неговата мудрост, во неговата суверена мудрост, ги оркестрираше настаните во животот на Илија на тој начин што сакаше да му собјави на начини кои што пророкот претходно не го познаваше. Пророкот знаеше дека постои Бог и дека тој Бог рекол, ако неговиот народ се поклонува на други богови, дека ќе ги дисциплинира. Толку знаеше до тогаш. Ама не ми се дека претходно го доживеа Бог како Бог кој што воскреснува мртви. Не ми се дека претходно го има доживеано Бог како Бог кој што може да го охрани преку гаврани. Или па кој што може да го храни преку вдовица која што едва има за неја храна, а камоли па да му даде на некој друг. Од моментот кога Илија отиде кај Ахав и му рече нема да има дожд, нема да има роса, до моментот кога повторно тука читаме откако измина многу време, помина околу 3 години. 3 години во подготовка. И Бог со секој еден од нас не работи баш можеби 3 години, ама со секој еден од нас работи на тој начин што јас верувам дека Бог има замисла и цел за оние кои што ме веруваат што сака тие луѓе да постигнат во животот или како сака да му служат. Бог има план за секој од нас. Буквално за твоето име Бог има план. Дали тој план ќе се исполни не во одредена смисла, верувам дека зависи од нас колку ние ќе бидеме послушни на тоа. Ама во таа цел која што Бог има за нашите животи, Бог нема само да не фрли во водата и рече па сега прави што ќе правиш. Туку сака да не подготви.
Процесот на подготовка за Илија траеше 3 години. За Мојсей траеше 40. Не знам колку за тебе ќе трае. Не знам колку за мене ќе трае. Ама тоа е, за секој е различно, ама поинтата дека Бог сака да не подготви. Најсветлата точка во службата на пророкот Илија е моментот кога на планината Кармил он повикува оган од небото. Сега, има многу интересно значење на зборовите, пошто прво го праќа кај потокот Керит, така? Потоа го праќа во Сарепта и на крај го праќа кај планината Кармил. Керит значи името Керит доаѓа од еден збор кој што значи одсечен. Сарепта доаѓа од еден збор кој што значи топилница и Кармил доаѓа од збор кој што значи овоштарник. Човекот прво мораше да мине низ одсеченост, па низ топилница, за да дојде до овоштарникот. Верувам дека тоа не е случајно. Начинот на кој што Бог ги водеше настаните и хронологијата, па дури и значењето на имењата. Можеше прво да биде изолиран, па после тоа да помине низ одреден процес, ако може да кажеме, низ некои огнени искушенија, и после Бог му рече, сега ќе ти дадам да влезеш во овоштарникот. Сега ќе ти дам на некој начин како, не дека беше лесно на овоштарникот, викање оган од небото и така натаму, соочување со безбожници беше тешка задача за пророкот Илија, ама сепак имаше одредена хронологија која што водеше кон тоа тој да се најде во таа ситуација кај што Бог го исползува на навистина моќен начин. Процес на подготовка, кој што траеше 3 години, и процес низ кој што сигурно не со сите исти вакви околности настани, ама секој еден од нас ќе го помине. Ако сакаме навистина да бидеме луѓе кои што Бог ги ползува за негова слава и ги ползува за доброто на другите околу нас. И тој процес на подготовка, ја стварно не знам да ти кажам како ќе изгледа во твојот живот. Ама знам дека нема секој пат да биде лесен. Некој пат, за жал, ние сме во искушение или да подцениме таа подготовка, или пак да имаме погрешна замисла во однос на тоа што значи како Бог не подготвува. Бог не не подготвува само со Библија во рака, камо да беше толку лесно. И седнеш дома, сега ладничко на двортина, топло дома, ќе се седнеш, ќе си отвориш Библија, се читаш и викаш Бог ме подготвува. Теоретски ти дава некое знаење преку читањето на Библијата, но Божјата подготовка во животот на Илија дојде со настани, со околности, со моменти во кои што верувам дека некој пат и не му беа пријатни на пророкот. Ама одлучи да му биде послушен на Бог. Не викам дека ова не е важно, далеку од тоа. Ова ни дава основа за подготовката која што Бог ја има. Ама подготовката која што Бог има за нашите животи не се состои само од читање на Библија или пак на христијански книги, па дури би рекол и не се состои само од водење на црква. Сите многу добри работи, сите овие се добри работи и треба да ги практикуваме, бидејќи ни даваат здрава основа. Ама врз таа основа Бог ќе гради со искуства. Искуство од перспектива на ситуација во која што те повикува да му веруваш. И да речеш, да, не ми е јасно зошто се случува се тоа, не ми е јасно каде ќе води таа моја послушност кон Бог, пошто на Илија не му беше секој пат јасно. Ама јас сакам да му бидам послушен. Зошто? Бидејќи знам дека ми го мисли доброто. Знаете, кога зборуваме за послушност кон Бог, кон неговиот збор, кон тоа што не поттикнува да го правиме, не размислуваме само за слепа послушност кон некој си таму тиранин кој што ни мисли лошо. Не, туку размислуваме за добар Бог кој што не сака и кој што не го мисли доброто. И тоа е многу важна основа која што треба да имаме секој пат кога размислуваме за тоа, Бог те повикува да го направиш ова или Бог те повикува да го направиш она. Тој е Бог кој што ме сака, тој е Бог кој што те сака, кој што ти го сака најдоброто. И ако сакаме да бидеме луѓе кои што Бог ги ползува, ќе мора да бидеме спремни да поминеме низ Божјиот тренинг центар, ако може така да кажем. Не дека тој има крај. Значи, ние додека сме тука на земјата, Бог не подготвува некој, значи не обликува, не гради, ама има моменти во животот кои што се малце по-интензивни, ако може така да кажеме, во однос на тоа како Бог не подготвува. И тоа важи како за нас како поединци, ама верувам дека важи и за нас како заедница.
Бидејќи и ние минавме низ некои периоди во последните некои години кои што беа навистина тешки, затоа што изгубивме некои луѓе кои што многу ни значеа. И можеби тие беа топилниците низ кои што требаше да поминеме, можеби не чека нешто друго понатаму. Ама треба да бидеме подготвени да речеме, Боже, ако сме во процесот на подготовка, нека биде. Нека биде само ти дај ни сила, дај ни вера во тебе да останеме верни на тоа на кое што ти си не повикал. Чарлс Спърџън има кажано, нели познатиот проповедник, има кажано, ако имам 25 години живот, би ги поминал првите 20 во подготовка. Некој друг има кажано, ако имам 6 сати да исечам едно дрво, првите 4 ќе ги поминам во острење на секирата. Со други зборови, со овие цитати ни се нагласува потребата дека важна е подготовката низ која што Бог не минува во животот. И никој пат не треба ниту да ја презираме, никој пат не треба ниту дури или да ја брзаме. Некој пат ајде сакам што побрзо. Не, тоа на кое што Бог те повикал во животот. Можеби нешто не ни го гледа сега во моментот. Ама ако чувствуваш дека има некој наследник кој што си викаш, Боже, што сакаш ти да направиш во овие ситуации, во овие околности, може и Бог вика, сакам да те подготвам. И може би нема ти каже зашто, само ќе да рече сакам да те подготвам. Ја не верувам дека Илија знаеше дека ќе заврши на планината Кармел, да повикува огон над небото. Не знаеше. Само беше послушен на Бог во сегашната ситуација, таму каде што беше. А за иднината му веруваше на Бог. И авторот на книгата Прво царови вика, откако измина многу време, пак му рече Господ на Илија во 3-та година, оди и јави му се на Ахав, и јас ќе дадам дожд на земјата. И кога го читав овој текст и кога се спремав за проповета, го читам и се викам, што значи ова откако измина многу време? Не ни дава авторот да ни каже колку време помина. Ова се однесува помеѓу воскресението и кога Бог повторно му зборува на Илија му вика, еве кои се следните чекори. Ама кога го читав текстот и се викам, што правеше Илија во тој период? Океј, знаеме дека претходно имаше воскресение и после некој време имаше откровение. Ама што се случи помеѓу воскресението и откровението? Пишува авторот само измина многу време. Не ни кажува што се случи, не ни кажува дали имаше некое посебно чудо или можеби едноставно Илија си помина низ некое просечно секојдневие, ако можеме така да го кажеме. И моја предпоставка е, не читав што викаат еврејските рабини во однос на устното предание што вели за овој период, мислам дека нема ништо посебно, а моја предпоставка е дека во овој период кој што е опишан како многу време, кој што најверојатно беше неколку месеци, не се случи ништо посебно. Да, вистина е дека претходно пишува дека кога Бог даде преку чудо даде масло и брашно во садовите на жената, дека вика тоа масло и тоа брашно траја се додека не прекина сушата. Значи сепак во овој период кој што е опишан како многу време, ако не друго, секој ден они добива јадење на чудесен начин. Ама тоа веќе им стана некој начин секојдневие. Освен тоа, немаше ништо ново. Да можете да го сретнете Илија во тој период опишан како многу време, помеѓу воскресението и откровението, да можете да го сретнете, да го прашате кај си би Илија, што има ново, он ќе речеше нема ништо ново. И предпоставам дека тоа стварно така беше така. Немаше ништо ново. Немаше некој ново откровение, немаше некој ново чудо. Ама пророкот остана верен на Бог во просечното секојдневие. И оние периоди од животот кои што можеме да ги пишеме како просечно секојдневие се најчести во нашиот живот. Има момент кога ќе поверуваш во Христос, ќе почнеш да го следиш и леле интересно е, и после некој време се враќаш на просечното секојдневие. Ќе дојде момент можеби ќе се крштеваш и леле супер ајде, после тоа се враќаш на просечното секојдневие. Можеби ќе дојде момент кај што некој кој што го познаваш покажува интерес за верата, почнува да го следи Христос, ќе ти биде интересно и после некој време се враќаш на просечното секојдневие. Поинтата ми е дека како Илија и секој еден од нас ќе се соочи со тие периоди и важно е како реагираме кога се соочуваме со тие периоди. Што се случува помеѓу
оние моменти кога ни е премногу интересно со Бог, како реагираме? Што се случува измеѓу, ако може да кажем, воскресението, откровението? Тоа дури можеме да го кажеме и на духовен начин, да има воскресение како оние кои што веруваат во Христос воскреснуваат од смрт во живот, и откровение кога Бог ќе ти покаже на некој чудесен начин или преку проповед или преку читање, ќе ти се откри и кажеш: леле, Бог ми кажа што треба да правам во ситуацијата. Има такви моменти, ама има моменти измеѓу, каде што нема ништо ново. И некој пат можеби ќе паднеме во искушение да помислиме дека таквите периоди, ако може да ги наречеме просечни периоди во живот, кај што нема ништо ново, се џабе потрошено време. Као само чекаш нешто ново да се случи. Прво се случила една работа, после се случи друга работа, и кога ќе случи таа, ќе ти помине возбудата за тоа, си викаш: едвај чекам нешто ново да ми се случи. И тоа според мене е стапица. Ке ние само живееме од некои си нови искуства кои што не ги дигаат емоциите. Напротив, Бог чека од нас да бидеме верни и да му бидеме таму каде што сме, да останеме лојални на Него, дури во просечното секојдневие. Кога ништо посебно не се случува. Да, се случува дека Бог ни дава живот, дека може да контактираме со луѓе, дека може да бидеме благословени од многу работи, ама нема нешто како што било претходно. Некој пат луѓето многу се склони да, особено и тоа се однесува и во однос на христијанскиот живот, да бидат склони да копнеат по тоа како било претходно. Порано Господ повише правеше нешто, сега нема некако слава во последно време. Порано повеќе луѓе доаѓаа во црква, сега нема некако слава. Ама може ли да бидеме верни на Бог тогаш кога нема ништо ново? Во крајна смисла, никој пат нема ништо ново, бидејќи пророкот Еремија вели: нови се неговите милости секој ден. Можеме да ги цениме тие милости секој ден. И да не мора да има нешто многу повеќе или нешто што порано го имало. Јас верувам дека ако живееме со постојана предаденост кон Бог, дека ниту еден период од нашите животи нема да биде, ако може така да кажам, џабе потрошен. Дури тоа важи за она што може, за оние периоди кои што би може да ги наречеме, не знам, просечно секојдневие, бидејќи дури во тие периоди, дури во тие моменти, Бог сака да не гради. Бог сака да работи во нас, бидејќи ако бидеме верни на Него во такви моменти, кога Тој ќе работи во нас, ќе дојде момент кој ќе работи и преку нас. Ама просечното секојдневие е многу важно да му бидеме, да му го предадеме на Бог и таму да бидеме верни. И Бог му вели на Илија: оди и јави му се на Ахав. И јас ќе дадам дожд на земјата. Бог не зборува на два начини, преку зборови и преку дела. Претходното откровение кое што Илија го доби, во 17 глава што го читавме, беше откровение на дело. Бидејќи пророкот се молеше за момчето да воскресне, Бог не му кажа ни збор, само го воскресна момчето и тоа е тоа. Тоа беше откровение на дело. Сега откровение на збор, каде што му вели: сакам повторно да се појавиш пред царот. 3 години претходно Бог му рече, нели, отиде Илија кај царот, му каже и вика: потоа дојде словото Господово до Илија и му рече: тргни се од тука. 3 години претходно Бог му вика на Илија: сакам да се тргнеш насама. Сакам да се тргнеш од присуството на Ахав. Сега 3 години подоцна му вика: сега е време повторно да се вратиш во неговото присуство и имам уште нешто друго што треба да му го кажеш. И во текот на овие 3 години од прилика, Илија беше буквално најбараната личност во Израел. Знаете, некој гледавме порано на каубојски филмови, имаше некој отпадник, некој криминалец кој што го ставаат на постер и викаат: тој е најбараниот, има толку и толку пари на неговата глава. Кој го фати губи, донесете го, ќе си ги земете парите или така натаму. Во овој период од 3 години Илија беше најбараната личност во Израел. Не верувам дека имале постери во тоа време залепено со неговиот лик, ама Ахав го бараше насекаде. И во такви околности Бог му вели: иди се, јави се пред Ахав. Со други зборови, иди, појави се пред лицето на најмокниот човек во царството, кој што пак
е лут на тебе, едва чека да те фати. Ја да бев на местото на Илија, добре што не сум, ама јас да бев на местото на Илија, ќе ми речев, Господи, а прво ти да пуштиш дожд, да му го омекнеш малце срцето, па после јас и он да се видиме. Ама Илија не. Бог му рече, иди кај него и појави се и, како и предходно, Илија не се пазари со Бог. Не му вика, а јас да ти давам тебе по-добра идеја, туку вика, тоа што ти сакаш да го направам, стихот вика, Илија отиде за да му се јави на Ахав. Нема Илија се расправаше. Илија отиде да му се јави на Ахав. И веќе трети пат, во 17 глава и 18 глава, читаме дека Илија му е послушен на Бог. Во сега му рече, иди кај потокот Керит, он отиде. Иди во Сарепта, он отиде. Иди повторно кај Ахав, он повторно отиде. И интересно е што Бог не му кажа каква ќе биде реакцијата на Ахав. Не му кажа, иди кај Ахав и ужива, нема ништо да ти направи. Туку само иди кај него. И верувам дека не беше лесно за Илија да биде послушен на оваа заповед. Може да му беше малце непријатно, се викаше, кој знае како ќе заврши оваа средба. Ама сепак отиде. И верувам дека со тоа и нам ни остава денес пример, кога Бог ни повикува да направиме нешто, да не пресметуваме, да не калкулираме премногу, така речеме, да, сакам Господе, ти бидам послушен. Кога Бог ни повикува да оставам некој греб во животот, да не размислам, ама како ќе ми биде без тоа, па јас толку долго време го правам, тоа не. Јас, Господе, сакам да ти бидам послушен. Ако Бог ми повикува, како што го повика Илија, да се соочам со некоја личност која што е можеби непријателски настроена кон мене, или да одам со некоја да соочам некоја личност која што многу ја сакам, да знам дека си го ништува животот, да не калкулирам во главата како ќе реагира, да не се налути после што ќе си го расипам односот со неа. Не, јас идам да му бидам послушен на Бог, идам да сакам таа личност со тоа што ќе кажам, знаеш што, ај размисли подобро во која насока да се движи животот. А како ќе ме свати другиот, тоа веќе не е на мене. Ама знам дека ја сакам таа личност и знам дека во тој момент послушноста не ми е баш најприродна кон Бог, да го направам тоа што Бог го бара од мене, ама знам дека ќе даде добар резултат. Послушноста некој пат е непријатна, ама секој пат ќе води кон благословени последици. И во 18 глава, 3 до 4 стих, читаме за еден многу интересен човек, кој што се јавува тука за прв пат во приказната за Илија, а тоа е човек по име Авдија. И за него ќе размислуваме повеќе следен пат кога ќе ми дојде ред за проповедање. Ама Авдија вика, а Ахав го повика Авдија, управникот на дворецот. Авдија пак беше човек кој длабоко го почитуваше Господа. Кога Језавела ги истребуваше пророците Господови, Авдија зеде 100 пророци и ги криеше во пештери, по 50 луѓе и ги хранеше со леп. Со други зборови, па ги речем, следен пат ќе збориме, ама станува збор за човек кој што зема плата од царот, ама работи зад грбот на царот, со цел да му служи на Господ. Дали требало да работи кај таков пагански цар, дали не, така натаму има многу дебати помеѓу библичарите, теолозите во однос на тоа, ама мислам дека следен пат ќе имаме време да ги адресираме и тие прашања. Она што е интересно е дека во стих 5 пишува и Ахав, царот, му рече на Авдија: тргни по земјата, по сите водни извори и по сите потоци во земјата. Можеби некаде ќе најдеме трева, за да си ги прехраниме коњите и маските и да не се лишиме од добитокот. Пазете човек со многу изопачени вредности. Има суша во земјата. И како резултат на таа суша има глад во земјата. И од тој глад патат сите и луѓе. И сега наместо да му рече царот на Авдија: иди, најди вода, најди било што некаде за да ги нахраниме луѓето, тоа вика: иди најди некаде вода за да може да го нахраниме добитокот. Со други зборови, луѓето нека прават што сакаат. Мене ми е важно да си ги зачувам што вика тука, да си ги прехраниме коњите и маските и да не се лишиме од добитокот. Него му беше важно да има животни. А луѓето ако умират, нема врска. Ама да го тргнеме тоа на страна. Забележете уште нешто многу интересно во неговиот план за справување со сушата.
кога го вика Авдија, кога Ахав го вика Авдија, му дава одредена заповед. Он не му дава заповед најди решение за сушата. Најди решение како да се спасиме од оваа суша. Он му вика најди водни извори. Наместо да му рече иди најди го Илија. Иди најди го Илија да го прашаме што треба да направиме да се спасиме од оваа ситуација. Он вика иди најди трева кај има, иди најди кај има вода. Фокусот не му беше на тоа на кое што требаше да биде, туку му беше само како ајде некако ако може да се снајдеме во ситуација. Проблемот не беше сушата во Израел, главниот проблем. Главниот проблем беше идолопоклонството. Зошто Бог прати суша? Преку пророкот Илија ја прати сушата бидејќи народот почна да се поклонува на други богови и да прави неморал. Наместо да го реши тој проблем, он сака да реши проблем на недостаток на вода. И на некој начин, знаете, нашиот народ има една изрека која што мислам дека подобро не може да се опише овој стих од зборовите село гори, баба се чешла. Така? Значи, имаш ти многу посериозен проблем. Проблем на идолопоклонство. Луѓето почнуваат да му се поклонуваат на пророкот Ваал, кој што пак религијата на Ваал ги поттикнува да прават неморални дела, не само тоа, туку и да ги жртвуваат своите деца на него. И овој вика, ајде најдеме вода. Не бе, треба да го најдеш Илија. Треба да го најдеш Илија, да речеш, кажувај што да направиме. Кажувај што да направиме, бидејќи оваа ситуација веќе не можеме да ја трпиме. Ама на некој начин не бе што сакаше Ахав, да си продолжи со гревот, ама да ги санира последиците од гревот. Да си продолжам како сакам, ама да не ми биде лошо во животот. Да си продолжам онака како што ми идеме да живеам, ама сепак да ги добиам благословите кои што Бог ги ветува од верност кон Него. Ама денес има луѓе кои што така се однесуваат. Некој пат можеби ние така се однесуваме. Сакам да си продолжам по свое, ама сакам исто така и Бог да ме благослови. Сакам да правам одредени работи кои што ќе ми нарушат мојата благосостојба, сигурно ќе ми нарушат, ама исто така сакам и Бог да ме заштити. И наместо да го решаваме проблемот од корен, ние како да имаме едно дрво кое што е болно, ние сакаме да ставиме некаков лек на лисијата само. Не, треба стеблото и коренот. Нив треба да ги лечиме. Кога имаме проблем со гревот, не е поентата само Господи, јас сум таков слабо смиова, ама те молам немој ти да ми дадеш да ми биде тешко заради оваа ситуација. Не, Бог не действува на тој начин. Бог действува на начинот што си сее човек, тоа и ќе си жнее. Наместо да го бара Бог, Ахав тргна да бара трева. На некој начин, ајде да си продолжам по свое, ама ајде да ми биде добро. И Бог нема да дозволи да си играме со оган и да не се изгориме. Премногу не сака за да не остави да си играме со оган и да не се изгориме. Кога ќе си играме со оган, Бог, поред неговата љубов, ќе дозволи малце да не пече, малце да не боли, за да седнеме и да размислиме, окей, што правам јас со мојот живот. За жал Ахав не стигна да размисли што правам јас. Што правиме со неговата жена Језавела, која што го водеа целиот народ во идолопоклонство. Сакаа да продолжат со тоа, ама да нема последици. И тоа наликува како на човек кој што наместо да дојде кај Бог, некој кој што има проблем со јазикот и многу изборува негови работи и ги навредува и ги повредува другите околу него, наместо да дојде да рече Господе, те молам, скроти ми го јазикот, иде кај другите, ќе напри беле и после само те молам извини за тоа. Не, проблемот е во јазикот, не е само извини за тоа што го кажав. Тоа наликува на човек кој што не се грижи за своето физичко здравје и после некој време, ама Господе те молам да немам никакви болести јас. Не може така да е. А човек кој што
цел ден дреме на интернет или чита се што чита, внесува кузне какви ѓубриња во своето срце и во својот ум, и после некој време сака да размислува и да живее како христијанин. Не може. Си има еден многу јасен закон, и тој закон е закон на сеење и на жнеење. Тоа што го сееме, тоа ќе го жнееме, и нема Бог да ни прогледа низ прсти во однос на тие нешта. И Нахав не му прогледа низ прсти, ама жално е што наместо да го бара решението таму каде што треба да го побара Ахав викаше: јас само сакам да си продолжам по својот пат, ама да не ги трпам последиците од гревот. И Бог на некој начин вели: така не може. Верувам дека и нас да не се вели: така не може. И проповедникот вели: се си има свое време и секоја работа под небото има свое време. За пророкот Илија дојде време кога неговиот, ако може да кажеме, период на изолација престана и дојде период во кој што требаше да се јави, да се појави во јавност. За него помина времето во кое што Бог го подготвуваше и дојде времето во кое што Бог ќе го ползува на еден стварно неверојатен начин. И пророкот го препозна тоа, и пророкот зачекори во тоа што Бог го имаше за неговиот живот. Ја не знам зашто е дојдено време во твојот живот. Се надевам дека ќе го препознаеме зашто е дојдено време. Ти во твојот, јас во мојот живот. Може би за некој од нас е период на подготовка за нешто кое што Бог сака да го направи во нашиот живот. Може би тој период на подготовка за некој од вас завршил и сега е за нешто друго. За некои луѓе може би е период, знаете, за Ахав уште оддавна дојде време за покаяние, но не го препозна. Јас се надам дека ако за некој денеска има дојден тој период на покаяние, да може да го препознаеме, да речеме: Боже, еве што сакаш ти од мене и јас сакам тоа да го направам. Ама исто така да размислуваме. Ова е тема за размислување. Каков период или какво време е дојдено за нашата заедница? Ова е многу важно. Значи, кога зборуваме од перспектива на Библијата, за тоа што Бог не поучува и за тоа што има примена за нас денес, секој пат треба прво да размислуваме на лично ниво, второ да размислуваме на семејно ниво, каков период е дојден за твоето семејство во оваа ситуација, во овој период, во оваа година, или какво време доаѓа во следната година, исто така да размислуваме како заедница. Бидејќи и ова е нашето семејство, само е поинако семејство, ова е духовно семејство. Така што овие работи се важни и треба да ги размислуваме и да бидеме свесни за нив и да бараме од Бог мудрост. Како да постапиме? Како да го препознаеме тоа кое што Бог го прави во нашите животи и како да зачекориме во тоа.